Во наредниот период ќе се реконструира потпорниот зид на клиничка болница Штип, кој пред една недела се сруши, при што оштети неколку возила кои беа паркирани таму. Како што вели директорот на болницата Владко Захариев, стариот и дотраен зид целосно ќе биде реконструиран, а не само делот кој заради неповолните временски услови се сруши на улицата. Потпорниот зид е, што би рекол, на болницата на општината на Република Македонија, на сите граѓани. И пробуваме заеднички да најдеме решение со општината и со градоначалникот и исто така и преку фондот бараме проширување на буџетот, за да можеме максимално што можеме финансиски бенефит да извлечеме, да можеме поголем дел од зидот да го поправиме. Бидејќи, како што гледате, веќе тој зид е дотраен, сега овој дел ќе го поправиме, но ќе гледаме и тие најургентни делови што се да може да се поправат. Во моментот се прави испитување од фирма што е по иницијатива на општината направено, да се види која алтернатива би била најправилна и која би имала најмала финансиска импликација за сите. Се уште е непозната финансиската конструкција, бидејќи фирма во моментот работи на утврдување на висината на средствата кои ќе бидат потребни за да се реконструира овој зид. Планот е да биде опфатен целиот зид и да биде повлечен кон болницата, со што ќе има поголема прегледност и на улицата кај клиничка болница. Ако го реконструираме целиот зид, ќе гледаме што е можно повнатре да биде новиот потпорен зид, бидејќи знаете тој пат е едносмерен пат и не е прегледен. Значи ќе гледаме максимум што можеме да се повлече зидот на кај болницата, но треба да знаеме дека тоа горе што е, тоа е и хелиодромот на болницата. Значи има некои таму услови што треба минимум да биде оградата. Значи ќе се вклопиме максимум што можеме да се повлечеме. На 27 јануари оваа година, поради обилните врнежи од дожд, потпорниот зид падна врз автомобили кои беа паркирани на улицата, при што беше предизвикана само материјална штета.